Околешки е раздвижено денеска во градов. Да провериме на пазарот какви се цените. По пат може и ние да си купиме нешто бидејќи денот ќе го поминеме работно. Да видиме и дали цените се покачени или пак можеби се намалени за празниците, да видиме како граѓаните реагираат. Да испитаме и колку граѓаните се подготвила за великденските празници. Дали се набавиле или нешто им недостасува. Ајде да видиме како ќе ги поминат. Граѓаните на големо купуваа производи кои традиционално завршуваат на празничната трпеза. За дел од нив пак цените беа пресудни за да си заминат дома со празни кеси. Наспроти ова, пазарџиите тврдат дека нема поскапување за Великден. Цените за никаде рипнати. Многу. Многу виси. Се, што? Некоја по 10 беа, сега 15. Превете ги 10, ја. Ете ги, ама по ситните. По големи беше. Дали сме дека граѓаните купуваат на големо за Великден? Ќе купуваат што да прават? Па купуваат, да прославиме, нели? Владе се излезли надвор или пазарот исклучио по маркети. Значи пазарите полека пропагаат или тие што се поставени се тука. Така пазарот. А тоа е минимално. Во однос на тоа што треба да било години уназад. Не го спомињајте сиромаштијата. Ова не е сиромаштија. Кога ќе отидете вчера на наплавна рампа Петроваc, ќе видите каква гужва е 5 сати. Не може луѓе да излезат од Скопје, провинција, да излезат према Грчка, према не знам каде. Но и покрај тоа граѓаните растрчани низ тезгите бараа производи макар за денар поевтини. Дека не би требало да се покачуваат цените баш пред празниците. Ali ете, сега ќе ги покачат 10 dinara, ќе покажат 10-15 dinara, ќе покажат. Ако се поморанџи, например, биле 30 dinara, ќе буде 50 dinara. И сега, што да правиме? Не може да избегаме тоа. Далите се приступачни, не се набиени како што знаат за Великден. Значи годинава не се... За мене не се. Значи се редовно сум посетител на пазар и мислам дека не се набиени. Релативно се нормални, не ништо. Не можам да приметам разлика јас. Во споредба со другите години, дали треба да се покачуваат цените пред празници или не? Не, никако, тоа не. Не би требало. Пазарџиите наместо да тријат раце се пожалија на слабиот промет. Реагира, види ја како реагирам. Се жали овој народ кога му е нешто, така научили да кука, а не дека е скап пазарот. Повеќе ли промет има за Великден или? Ништо, опадна прометот, било на се. Зошто сметате дека граѓаните не купуваат? Не купуваат зашто немаа пари. Иначе и порано се купувало на овој ден, сите се продавало. Еве го, не иде, па го давам 10 dinara само да се спаси, утре да не го фрлиме. Изголемен ли е прометот за време на Море нападнат не зголеме. Паднат не зголеме. дека помалку? Нема пари. Ете се исти. Стандард е да гледаш цената. 20 dinara спанајќи од 15 марулата, 10 лукот, све. Прометот како е со текот на Поголем малку. Баѓи поголем. Сметате дека граѓаните може да си дозволат да купат? Со оваа цена срамота, јадењето е без пари. Пребара на луѓе да се плачат, нема пари викат. Се жалат. Како реагираат на цените? На цените као секоја година веќе, тоа е стандард. Од нама викат дека цените за празници се качуваат, ама не е истината. За разлика од земјоделските производи, јагнешкото месо годинава со рекордно ниски цени се пофали од месарниците. Нивниот промет пак бележи пораст. На претходните години не се покачени, одлични се цените, така да другите години биле и поскапи. Зборам за јагнешкото, свинското има тренд на намалување, јунешкото се стандардно намалено. Се купува ли јагнешко и која цена? Се купува јагнешко кај нас е 288. Цената е може значи секој граѓанин да си дозволи се дели на половина, на четвртина, цело кој како сака, значи за сите. Одлично реагираат затоа што немаме покачување. Годинава нема покачено, така да во однос на минатите години зборам за јагнешкото сме многу пониско. Ако било 430, 420, 380 се движило јагнешкото, сега е 288. Ако да не, пензионери сме ние, тоа е работа. Цените какви се? Дали се покачени во однос на претходните години и во однос на претходните? Се, поскапо е само, тоа што е. Треба ли да се покачуваат или не? Па нормално дека треба да се симнуваат, да се качуваат. Со денешното пазарување граѓаните ги привршуваа подготовките за најголемиот христијански празник.
Трпезата кај некои побогата, кај некои поскромна. Сепак вела дека го оделуваат дури и последниот денар за празникот да го дочекаат во пригодна атмосфера со најблиските.